Со 44 километри гасоводна мрежа вредна над 3 милиони евра, Струмица останува една од двете општини во државата кои им овозможија на граѓаните да го користат гасот како најевтин енергенс. Општината Струмица секоја година го субвенционира приклучокот за домакинствата, што е во висина од 47.000 денари. Со ова олеснување од општината, домакинството што ќе се приклучи на гасоводниот систем, ќе инвестира во систем кој овозможува еколошки енергенс, кој е поевтин од нафтата, електричната енергија и пелетите. Директорот на јавното претпријатие Струмица Газ, Благој Милановиќ, изнесува пример од пракса, според кој поголемо домакинство, кое се приклучило на гасоводниот систем во есента 2024 година. Во јануари 2024 имало сметка за струја во износ од 28.000 денари, додека веќе овој јануари трошоците паднале на 17.000 денари. Милановиќ направи пресметка со првичните давачки за приклучување на системот, процес кој тргнува во изработка на проект за внатрешна инсталација. Ако една таква инвестиција ги кошта од 2500 евра па нагоре, ако земеме дека општина Струмица ќе им врати некаде околу 760 евра, значи тоа доаѓа околу 1800 евра па нагоре. 1800 евра или тоа ќе му дојде некаде околу 105.000 денари. Два подобри инвертори да земе човек, цената е таа. Само за монтажа на тие инвертори треба да плати некој 200-250 евра. Може и повеќе на поголемите. А со два клима уреди дома не може да... Ако земеме топлинска пумпа, таа е уште поскапа. Ако земеме систем за пелети, инвестицијата е исто толкова. Во изминатите 15 години, колку што постои гасификацијскиот систем во Струмица, општината досега вложила своји средства и настојувањата се што повеќе граѓани да имаат корист од мрежата, што повеќе институции, како и компании кои ќе инвестираат во градот, а со тоа да создадат нови работни места. Компресираниот газ се увезува во Струмица, се декомпресира во станицата и се внесува во мрежата. Тоа е постапката која сега е во функција и на 34 приватни фирми, вклучително и извозно ориентирани компании, кои гасот го користат не само за загревање на просториите, туку и за технолошкиот процес. Кон системот се приклучени и сите општински институции и само две државни, болницата и ПИОМ. Меѓутоа, токму институциите се тие кај кои најтешко оди на платата, а кои средства добиваат со блок дотации од државата. Најпрво за стопанските објекти, бидејќи стопанските објекти се тие кои што вработуваат наши сограѓани, земат плата од таму и плюс плаќаат давачки према државата, се ги плаќаат даноците. И го развиваат општеството. А на тој начин па овозможуваме и децата во детските градинки и оние болните во болницата да бидат згреени. Поради тешкотиите со наплатата од институциите, работењето на Струмица Газ зависи од кредитирањето од комерцијалните банки. Оваа година и тоа оди со тешкотии, бидејќи Министерството за финансии не дава никаков одговор на барањето за задолжување. Со тоа, државата влијае од две страни. Првата е преку долговите на институциите и блок дотациите, додека втората е кочењето во давањето зелено светло за задолжувањето. Последната година не наидовме на разбирање од Министерството за финансии, кој што треба да ни даде согласност за задолжување, таков е законот. Барење имаме испратено во октомври месец, а се уште немаме никаков одговор, ниту позитивен, ниту негативен. После многу обиди да исконтактираме со нив и телефонски и писмени обраќања до Министерството, некаде ми се чини беше 6 декември, добивме одговор дека нашето барање е примено и ќе ни биде одговорено во законски рок. Ниту некаде беа наведени законските рокови, ниту имаме одговор што се случува со нашето барање. Тоа ни ствара потешкоти во работењето, бидејќи сите средства што ние сега ги заработуваме ги трошиме само за набавка на природен газ. Не можете ништо, ниту да инвестирате, ниту можеме да инвестираме, ниту и проблеми веќе се јава и со одржувањето.
Струмичани покрај Кумановчани ја имаат ретката привилегија во државата да користат ефтин енергенс. Веројатно, цената на газот би била уште пониска со гасификацијата на државата. Но, и тука за Струмици има едно ограничување. Иако е град со изградена секундарна мрежа и речиси целосно гасифициран град, општината не е дел од планот за гасификација на државата. Државната гасоводна мрежа стигнува од Штип до Неготино, но нема крак до Струмица. Потребни се нешто помалку од 50 на километри. Дури ако земјата се приклучи на системот до Александрополи во Грција, Струмица, ниту преку Гевгелија, нема да може да се приклучи. Меѓутоа, засега останува можноста на граѓаните да користат од ефтиниот енергенс преку системот кој општината продолжува сама да го развива, како што нагласуваат од Струмица газ, и покрај сите можни пречки од централната власт. Македонски медиа сервис. mms.mk